Официјално добродојдовте на сите на денешниот вебинар, чија што тема е Digital Marketing Talks Home versus Abroad. Јас сум Теодора и сум основач и собственик на Галексија. Мора мало промо вака, нели, пошто го правиме вебинаров. Галексија е прва единствена компанија која што продава, тоест овозможува сертифицирана едукација за дигитален маркетинг со сертификати глобални од целиот свет признати. Еве го и Никола ни пиша. Здраво, Никола. Значи, целта на денешниот вебинар, кој што го правиме заедно со Верче, Никола и Анита, не е да правиме било каква промоција, освен моето интро, туку да се потрудиме да ви дадеме што повеќе value на сите вас како денешни учесници и затоа ќе ве замолам да поставувате што е можно повеќе прашања во текот на нашата дискусија. Ние како тим од Галексија имавме спремно некои 15 на прашања кои што сакавме да ги разговараме денеска со Анита, Верче и Никола, меѓутоа на крајот одлучивме дека ќе биде најдобро да го водиме разговорот во насока на која што вас најмногу ќе ви одговара, односно ве молам од самиот старт слободно поставувате прашања се што ве интересира поврзано со дигитален маркетинг, работа со странство, работа во Македонија, best case practices, може слободно да пишете во чет. Имаме дел од прашањата на луѓе во кои што претходно ни пиша, само да нема уште некој, окей, кои што ни пиша на линкот. Така да јас прво ќе им дадам по 1-2 минутки на сите говорници да се представат, за тие од вас што не ги знаат детално да се запознаат со нив подобро. Верче, ти си ми прва, плюс имаш нова фризура, така да повели. Здраво на сите, јас сум Верче. Во моментов работам продукт маркетинг за еден стартап кој што е базиран во Лондон, имаме канцеларија тука во Македонија и низ неколку други градови низ Европа и во Америка. Инаку доаѓам од позадински, сум copywriter, значи пишував долго време содржини насочени на кон продажба за фирми најмногу во EMEA регионот, Europe, Middle East, Africa и US. Така што не знам колку ќе ви биде релевантно тоа што ќе можам да ви го кажам за Македонија и работа тука, затоа што цел живот работам со старство, ама ќе се обидам да направам паралела според тоа што го гледам другите маркетери кои што ги познавам во Македонија како работат, со тоа што го работиме ние. И многу ми е драго што сме покав број денеска, се надевам ќе ви биде интересно. Супер. Никола? Јас сум вториот. Јас сум Никола, моментално фаундер на Influencers Club. 15 луѓе сме последната година. Компанија од тука и сите вработени се од тука. Претходно работев 3 години како Head of Growth на компанија во Сан Франциско која продавме и малце време, 4-5 за Instana, што исто беше компанија од Сан Франциско која што се продаде и она, изгледа јас сум lucky charm на компаниите, на IBM. Од тогаш сум тука. Додека не го продаш? Додека не го продам. Ако сум се сам себе lucky charm, тоа ќе видиме. Да те земеме во тим. Малце на кратко. Добре, ајде јас сум сега наред. Јас работам како growth инженер во Intersect Labs, што е американска компанија која што се бави со автоматизација на дата процеси во IT компании. Нешто слично работиме во принцип со Сокол во областа на дата и со Верче до душа, баш сега зборевме дека сите ја тоа го мислам. Да, многу не се сопаѓа работата, инаку исто така сум соосновач на Amstore, no-code алатка. Тоа ми доаѓа некако како сайт тул, ама доста интересно искуство со тоа, се уште е на пазарот, таму не треба Никола за да го продадеме тој продукт. И претходно имам искуство во Македонија, супер искуство, искрено, и баш сакам да го споделам за да, онака, може би ви дадам некаков мотив за тоа дека не е секогаш као Америка е супер, Македонија не е супер. Така што се надам ќе ја користам. Супер, одлично. Фала ви многу за. Кажам дека и бе фаундер на Баси, тоа беше компанија од тука. 200.000 юзери. Горјан, не сме ко тебе, ама идеме на тоа. Идеме на така. Добро, Горјан е one and only, не можеш со него. Да. Немојте така да ме фалите, ве молам, тука се други звезди кои се 10 пати болji од мене маркетинг. Слушај, ја мислам дека спонтано и ти ќе се вклучиш со говорниците тука, така да ако сакаш you might as well join us now. Не, слободно нека ќе можеш да не даеш.
Да ми се Really? сварат компирите за ручек, па ќе се приклучат. Океј, добро. Ајде да почнеме прво со некое така поформално прашање наменето до сите. Кој дел од дигиталниот маркетинг ви е омилен, односно која функционална област ви е омилена? Еве, претпоставувам за Верче веројатно би било копирајтинг. Меѓутоа, еве вака, ако може да издвоите едно, што би било тоа од вашето досегашно искуство? Еве, јас ќе почнам за тоа што веќе ме спомна. Ако морав да изберам до пред некое време, ќе речев мешавина меѓу контент и имейл маркетинг. Ама сега би рекла дека дефинитивно онаму каде што се наоѓам сега, тоа е насоката продукт маркетинг повеќе ме влече. Зошто? Заради тоа што можам да внесам тука и стратегија и моментот со копирајтинг можам да го внесам, заради тоа што продукт маркетинг, за оние што не знаете, се фокусира на лансирање на нови производи, значи целиот план на лансирање од почеток до крај. Меѓутоа, исто така и на една раскрсница помеѓу sales, customer success во најчесто постои како функција во IT фирми, така што е на една раскрсница помеѓу customer success, sales, маркетинг и продукт. И имам можност да комуницирам со сите тимови и некако е така комплексна професија што многу ми се допаѓа, така што мислам дека натаму ќе се развивам, нема да останам само на копи. Поради тоа што кога работите како копирајтер, многу често работите со туѓа визија, а во овој момент можам јас да ја создавам визијата, да работам на стратегијата за позиционирање, да работам на целиот меседжинг, да го дистрибуирам тоа низ целиот тим за сите да користиме иста порака кога продаваме, кога поддржуваме клиенти и слично, така што тоа што го работам ми е мене онака баш омилено. Мислам дека што току сподели едно 5-6 функционални области вклучени во една. Да, па не можам да кажам една затоа што ми се допаѓа како да целство. И мислам дека е сега супер тоа што се случува во дигиталниот маркетинг, затоа што не мора вие да се одлучите само за една работа, туку може да се фатите насока и да изберете, например, окей, од имейл маркетинг ми се допаѓа овој дел на cold email, меѓутоа не ми се допаѓа да речеме newsletter да праќам, ќе го земам тој, ќе работам и плюс нешто друго и да се оформите некој вид на професија која што вас се интересира. Супер, thank you. Никола, што мислиш ти? Ја имам глуп одговор на ова. Не сум фасциниран од полинија на маркетинг, туку сум искрено највише што ме влече што работи во моментот, кај имаме најголемо ROI и што другите луѓе не прават и кај можеме ние највише да го искористиме тоа. Например, да кажеме пред 4 години тоа беше Snapchat и така натака, нели како еволуираат каналиве на маркетинг. Сега моментално за B2B би кажал автоматизација со data, а тоа е директна персонализација real time на веб страната, намалување на формите, ако знаеме од кај се enrichment на податоци и така натака. Both за sales и маркетинг. За B2C би кажал дека колку и да е клише, инфлуенсерите, особено микро инфлуенсери работи премногу моментално. Така да за B2B би било тоа, за B2C би било инфлуенсери. Немам некој особено нешто што ме интересира, идам кај што гледам најголемо ROI. Супер, thank you. Баш убаво си кажа. Јас би долала на тоа, па кога работиш во стартап, не ни можеш да имаш омилено нешто. Треба се да покриваш. И пример, еве ние во Amstore многу работевме community development на Twitter и затоа што го позициониравме продуктот на американски пазар и затоа што имавме 3 главни канали преку кои што сакавме да носиме лидови во компанијата, односно на продуктот, нас не беше насоката таму и знаевме што вика Сокол. Значи таму имавме најголема конверзија на лидови и ние таму продолжувавме да се промовираме. Ако нешто функционира, јас секогаш викам напрего да функционира уште подобро. Не тестира одма у моментот нешто друго. Ама за да почнеш да функционира нешто, треба да да пробаш и да истестираш и тоа е дигитален маркетинг, голем експеримент. Поставуваш хипотеза, тестираш customer persona, пробуваш некако да искомуницираш со тој профил на човек, пробуваш нешто му продадеш, гледаш како он комуницира со тебе, учиш, го подобруваш текстот, копито, меседжингот, како и да е, и одиш пак назад. И тоа е секако омилена, не знам, јас уживам во што и да правам за маркетинг, ама сега сум во B2B и последнава година многу повеќе ми се свртеа видиците према LinkedIn автоматизација, према cold emailing, према email маркетинг општо. И нешто што сега моментално уживам да го правам е ABM, што е нов концепт, можеби е стар концепт со ново име, ама
тоа е доста ин за B2B, поготово за софтвер за сервис компании кои што го вртат маркетинг каналот. Викаат супер, правиме lead generation и ние тоа американците го викаат fishing with nets. Lead generation, пушташ мрежа и фаќаш лидови и после тоа ги квалификуваш. ABM е свртена инка на маркетингот, каде што одиш и викаш супер, јас сакам да земам еден акаунт на компанија и тој акаунт да го бркам, во тој профилирам луѓе кои што сакам да ми бидат лидови. Тоа ми е доста актуелно и доста често го правиме сега во Intersect Labs и најголема конверзија до сега има. Сега тука имам две подпрашања. Првото подпрашање е како тестираш или со што би почнале вие да тестирате кога немате ресурси? Збориме нели за доколку имаме тука учесници кои што сакаат да почнат нешто from scratch, можеби немаат буџет, немаат никакви ресурси. И вториот дел е како да се најде баланс помеѓу техничкото знаење, следење на трендови и креативност во диджитал маркетинг. Заради тоа што диджитал маркетинг што било пред 5-6 години и денес е многу различно. Како што спомнавте Никола и Анита, па и Верче до некаде, сега сигурно треба да имаш многу повеќе и техничка позадина и логично размислување. Значи да знаеш да врзаш нели повеќе аспекти. Не е само направи убава сликичка и постираја и тестирај за $5 буџет дали ќе функционира или не. Туку многу повеќе дата скрепинг, сите тие дополнителни технички информации кои што еве вие двајца конкретно имате техничка позадина. Нели, па ги разбирате полесно работите. Што би бил советот за луѓе кои што немаат техничка позадина или немаат искуство во тој дел, а сакаат да работат со диджитал маркетинг? Еве јас ќе ти кажам, нема врска, значи нема врска. Јас немам техничка позадина, не е толку комплицирано. Она што можам да кажам дека се случува најчесто во маркетинг и секаде во секоја професија е тоа што гледате многу жаргон кој што ве плаши. А реално секој процес и секоја стратегија е било што е нешто многу едноставно. Например, кога бев копирајтер, ме тераа да пишувам фанел. И сега како почетник копирајтер пред 5 години, врска нема што е тоа. И си викам, чекај сега, што ми бараат, што е ова, сигурно е нешто комплицирано. Всушност ми бараат содржини за различни делови од фанелот, во зависност од тоа каде се наоѓа купецот, дали е само свесен за производот или веќе имал претходно нели познавање некако од производот или е претходен веќе купец кој што треба да го натерате да купи пак. Може многу работи од дигиталниот маркетинг да се поедностават, само што мислам дека насекаде во секоја професија во моментов се користи жаргон, кој што ве тера да се исплашите, посебно ако сте почетник маркетер. А кога станува збор за техничката подготовка, искрено не мислам дека е важна, ама јас еве доаѓам од бекграунд копирајтинг, а сега правам се од почеток од стратегија до поставување на реклами на LinkedIn, Facebook. Меѓутоа не стискам спонзор пост, туку баш правам поставување на реклами со одредена таргет публика, со претходно нели барање на вистинскиот таргет. Дали е тоа преку таргетирање преку листи или па со алатките кои што ви ги нудат социјалните мрежи, и мислам дека тоа многу лесно случи со најобичен туторијал. Меѓутоа проблематично за фирмите, затоа што јас така го научив, значи мене ми направија неколку демо оние луѓе кои што беа во маркетинг тимот и кои што работеа различни делови на нашиот маркетинг, и јас си ги снимив едноставно следниот пат кога поставував било што, ги користев тие. Исто така мислам дека не смееме да се врзуваме за технологија, затоа што секоја фирма ќе користи различна технологија. Анита користела Twitter, јас да отидам во фирма која што користи Twitter, нема да знам кои се онака best practice кога станува збор за маркетинг на Twitter. Јас користам Salesforce и целата автоматизација на мејлови ми е преку Salesforce и општо Salesforce како CRM. Меѓутоа утре ако работам во друга фирма, нема да имам Salesforce, имам нешто друго, а може нема да имам CRM воопшто. Така што мислам дека на крај од денот најбитното е да се има одредена стратегија и разбирање за тоа што е маркетинг и разбирање за купецот кој е, каде се движи, каде го има и најдобар начин да отворите разговор со истиот. Додека технологијата само ви помага, меѓутоа не само ако ја знаете технологијата, ако немате другиот дел, ако немате квалитетни содржини, ако немате цел и ако не си го познавате купецот, ништо од тоа нема да биде постижено. Да, се надоврзам, сакам многу често се лимитираме од тоа дека ако немаме техничка позадина, и не само за маркетери, него и како основачи, како предприемачи. Веќе тоа не е точно. Значи постојат 300.000 алатки кои што буквално онака имаат онбординг процес, имаат документација,
да разбереш да читаш англиски, ти можеш да ја работиш таа апликација и многу е лесно да го поврзеш, само треба да сакаш и треба да учиш и плюс на тоа да додадаме дека треба и да си желем да сакаш да следиш информација. Да знаеш што се случува во светот, да знаеш што Сокол спомна претходно, што е тоа што се тестира ново, за ти да го искористиш, за да имаш еден чекор, да бидеш еден чекор понапред од конкуренцијата. Да даме еден пример, лани се случи на LinkedIn да објават нова алатка, нов канал за промовирање на реклами. Се викаше нешто conversational messaging и буквално беше бот кој што можеш да си го наместиш на LinkedIn, што не беше нешто ново, веќе меничат и од останатите работеат доста долго на тоа. Ама информацијата дека тој фичер е веќе пуштен и дека ние можеме да го користиме, многу далеку стига до Македонија, ако веќе збориме на таа тема. Во Америка, во фирмата во која што работам, е во заедница на Y Combinator. Значи, тука веќе информациите многу брзо движат. И ова е нешто што да кажеш што е Y Combinator за тие што не знаат. Y Combinator е најголемиот акцелератор, не знам дали е најголем, ама еден од највлијателните во Америка. И е многу тешко да се влезе како компанија во тој акцелератор и веќе кога ќе влезеш е многу различно како компанија која е на почеток, добиваш некоја инвестиција, меѓутоа таму компаниите кои што се влезени во претходните години се Airbnb, Stripe, Dropbox, мислам дека беше и онака Coinbase. Не знам на некои компании никогаш работа, можеби исто така, но информацијата таму што кружи многу побрзо ќе дојде до компанија како нас, него ли до компанија во Македонија. Тоа е едно, ама не значи дека не може да се дојде до таа информација. Второ е ова за LinkedIn што го кажував, дојде преку Demand Curve, кој што исто така е компанија на Y Combinator, кој што ви препорачувам на сите тука да се зачлените на нивниот newsletter, затоа што споделуваат топ 3 најдобри growth тактики, секоја недела мислам дека го пуштаат. И буквално споделуваат growth тактики од компании кои што се во Y Combinator. Значи тие луѓе што веќе влегле во Y Combinator знаат нешто да прават. Тоа е дефинитивно, тоа е како едно ниво на валидација на нивниот продукт. Сега, LinkedIn, тоа што се деси новата најава на тој канал беше пуштена преку Demand Curve, дојде до нас и не само што е окей ново, јас ќе го прочитам на блог пост утре, ако не денес. Туку информацијата дека тоа е нов канал и дека нема уште таму конкуренција. Ние плаќавме смешни суми за лидови за B2B, кој што кошта по, не знам, мислам, отприлика 50 евра за продукт, кој што чини 3000 евра месечно. И тоа е многу ниска сума кога... Многу е ниска, посебно на LinkedIn, да, многу е ниска. Кога се обидуваш, поготово на LinkedIn, поготово кога се обидуваш да оптимизираш платени реклами. Поготово ако си стартап, зашто ти ако промовираш платена, ако си го промовираш продуктот во платена реклама, ако тоа ти е 80% од маркетингот, ти си, како викаат, sitting ducks. Значи ти седеш и чекаш Амазон да истори пари на истиот контент и ништо да не направиш. Сега тука доаѓа во план inbound маркетинг и така натаму, ама може малку забегав од темава. У принцип сакава споредам Македонија и Америка. Не знам, на што Каде мислите дека грешат компаниите во Македонија во пристапот како бизниси? Заради тоа што еве се ова што го зборите укажува на фактот дека има огромни потенцијали за развој и дека иако е можеби Македонија мал пазар, не значи дека бизнисите не може да успеат баш поради тоа што би биле први на пазарот. Така да, се сложувам дека секој може. Дека е пропустот тука еве кај компаниите. Освен мајндсетот, бидејќи тоа го знаеме сите, нели, дека е основата. Што мислите дека е проблемот? Јас не би направила искрено разлика помеѓу фирма во Македонија и фирма во странство кога станува збор за маркетинг, затоа што има и фирми во странство кои што не го разбираат маркетингот. Ако газдата на фирмата или CEO-то не верува дека маркетинг носи пари во фирмава, секогаш на селс ќе ги истура парите, затоа што селс се јавуваат, веднаш прават продажба, се гледа дека од нив продажбата и тоа е тоа. И сега на маркетинг департманот многу често не му се дава шанса да докаже продажба, а многу често во Македонија маркетинг департманот е составен од еден човек што буквално е задолжен само да ги води социјалните медиуми. А тоа веќе не е онака маркетинг со цел. Така што не би направила разлика по Македонија и странство, заради тоа што има и фирми во Македонија кои што се малку помодерни, најчесто тоа се стартапи или помали фирми кои што мораат да се борат со голема конкуренција и мора да најдат некоја тактика да се извадат од конкуренцијата. Би направила разлика помеѓу модерни и малку потрадиционални фирми, односно фирми кои што не веруваат во маркетингот и фирми кои што веруваат. И сега прашањето како тоа да се смени не е толку лесно да се одговори заради тоа што
мислам дека е прашање кое што постои од многу одамна и единствено тие што се борат со истото, односно што работат во фирма, каде што газдата не верува дека маркетинг може да донесе пари, се обидуваат тоа да го решат. Меѓутоа, мислам дека еден од најлесните начини би било да се постават метрики, односно KPIs, Key Performance индикатори, директно врзани со revenue. И едноставно може да се следи со UTM линкови, може да се следи точно колку луѓе доаѓаат ако имате CRM, колку луѓе доаѓаат од одредено место. И буквално да се направи attribution, колку доаѓаат од sales, колку доаѓаат од маркетинг. Иако sales понекогаш ги затвара лидовите, не значи дека тие на пример лидови не се сретнале прв пат со вашата фирма преку маркетинг. Така што треба еднакво да се даде заслуга и на моментот маркетинг, а не само на sales. Тоа е мое мислење само. Дека не е разликава во Македонија странство, туку Добро. Само некои notes додека не заборавам. Иако се слагам со Анита и Верче дека техничко знаење не е воопшто пресудно за маркетинг. Стварно мислам дека помага, така да ако знаете веќе маркетинг, а сакате нешто да истражите од техничкиот аспект, Python, нешто така малте, стварно мислам дека помага. Чисто да бидете aware за што се е можно. Што се е можно да се направи, не мора вие да го направите, ама што се е можно да се направи. Анита YC е најголемиот акселератор и сум огромен фан на него, така да стварно си лаки што работиш за компанија таму. А најголемиот проблем за Македонија мислам дека не се даваат пари на tools доволно, пошто правиме споредба со колку пари кошта одреден tool. За жал SaaS прайсингот е ист дали си компанија од Америка или компанија од Македонија, што е сметам дека е голем проблем worldwide, што не гледам easy solution како би се решило, али тоа е исто така голем проблем, пошто ако HubSpot кошта $750 месечно, тоа е како да имате уште еден вработен фирма, а вие треба да го платите HubSpot само за да правите некој simple automation. Така да мислам дека пристапот до tools, особено high-end и high-tech tools е прилично ограничен. Верче не знам колку кошта Cognizant, ама тоа можеш да ни кажеш, например на годишно ниво. Знам дека Discover.org, што претпоставам дека ви е најголемиот компетитор, тоа е Zoom Info сега според брендингот. Нас не кошташе $35,000 со Intermix, зборам, не кошташе $35,000 годишно. Нешто што компанија од Сан Франциско може да си го дозволи. Тука треба да направиме огромната одлука, дали ќе даваме $35,000 на тул што е невозможно, тоа што ќе ни овозможи. Да, меѓутоа, значи работејќи за таква компанија, затоа не го таргетираш овој пазар, меѓутоа тешко е за луѓето кои што работат тука, кои што немаат пристап до такви алатки. Ама од друга страна има алатки како Mailchimp и нешто слично, кои што може да си ја дозволи било која фирма. Сега многу е поедноставна и многу е на пониско ниво да земеш HubSpot или Salesforce да ти е CRM. Меѓутоа, барем за автомацијата делот ќе се реши. Сега за CRM искрено не сум истражила да видам како се цените на различни дали CRM е иначе for free. HubSpot CRM-от е бесплатен и имате, само сакав да го спомнам, Zapier. Заради тоа што Zapier е еден прилично ефтин тул, ако може да се нарече тул, не знам дали е тул, како би го нарекла. Zapier е, мислам, супер. Да, кај што можеш ти за многу пониска цена да поврзеш неколку алатки, кај што нема можеби да фрлиш $35,000 ако ги немаш тие пари во моментов. Меѓутоа, повеќе во таа ситуација можеби способноста на менаџерот, тим лидерот или собственикот, како ќе го креира системот на бизнисот и дали ќе ги најде вистинските алатки што можеби ќе бидат поевтини, меѓутоа ќе успее да направи систем, заради тоа што нели ние знаеме, еве, сигурно и вие имате такво искуство, не секогаш ти треба премногу скап тул. Нели мора да почнеш од негде ти кога го развиваш бизнисот, не можеш да почнеш бизнис и да фрлиш одма $35,000, така. Меѓутоа има и некои алатки кои што можеш степ бај степ да речеме да градиш се до моментот додека, пошто HubSpot CRM на пример е скроз for free. Сега ти нема да го поврзеш, можеби да ја поврзеш интеграцијата и со нивниот email маркетинг сервис, ама можеш да направиш преку Zapier. Да, јас мислам, јас си направив сега за блогот кој што јас се го почнувам на Sendinblue, на пример, затоа што има супер автоматија, така што не е воопшто скапо, мислам, не е може да го направи секој тоа. Прашање во фирмата дали сакат. Примерот што ви го дава Никола, сега Никола најверојатно не знаат што работиме, ние продаваме дата и практично тоа е многу скапо да се купи и е за малку поголеми фирми кои што сакаат да се улеснат и да не се фокусираат толку многу на inbound маркетинг, повеќе да имаат автоматизирани процеси каде што ќе можат да наоѓаат автоматски лидови кои што влагаат во нивната buyer persona или ICP. Затоа е толку скапо. Меѓутоа за
мислам, не мора да имаат, не мора да се почнува со многу скапи алатки, се согласувам тука со Теодора, може да се почне со нешто. Еве Горијан има супер прашање за стартапи што сега почнуваат и немаат маркетинг лица. Која мислите дека е најдобра алатка што може да им помогне на почетокот да дојдат до потрошувачите од нивната група пред да имаат доволно ревењу за да вработат конкретно маркетинг лица? Ја му го одговорив тоа. Леле, колку си брз. Добро. Ете го. Зависи што ти е таргет групата, премиум by да the way. платиш, така? Која е тоа, колку имал? Зависи што ти е таргет групата. LinkedIn не мора да платиш премиум за да имаш automation, тоа немаме и ние премиум. Имаме многу автоматизирани LinkedIn профили, како и cold outreach, пошто што next to nothing, е прилично available и контент би кажал за long term. Пошто нема блог постот да ти се исплати сега или во наредниот месец, ама ќе ти се исплати за 6 месеци од сега. А и не мора секогаш да се вработи конкретно лице, може да се работи со фриленсери кои што се поевтина варијанта. Ако вработувате фриленсери од тука и работите на македонски пазар. Ај малку делов за контент сега, пошто го спомна Никола, еве зборувавме за технички за оптимизација и слично. Нели контент сам по себе треба да следи баш како што кажа Никола преска и за други работи, што не прават другите и каде има гепс, односно дупки кои што може да ги пополните. Од вашето искуство со странскиве пазари, без разлика дали Америка, Европа, се едно не е битно, кои се некои best case практики кои што ги користат или вие сте ги користиле компаниите, значи или компанијата во која што работите, што сметате дека може да им помогнат на фирмиве тука, а не се користат, бидејќи мојот впечаток лично е дека дури сум се фатила дека некогаш и ние со Галексија ја правиме таа грешка. Премногу внимание се дава можеби да речеме на блог пост контент, кога можеби има повеќе потенцијал во видео контент или во друг тип на содржина. Кои се некои best case практици што би им ги препорачале на луѓето или да споделите некој пример што било успешно за вашата компанија или за компанијата во која што работите? А јас ќе почнам за ова, ме покрија со cold outreach. За контент, кај нас во Intercept Labs моментално користиме Ahrefs, кој што е платформа кај што можеш да правиш ресерч на кивордови и да следиш колку е search volume на тие кивордови и така натаму, за да земеш некаква инспирација каков тип на артикл сакаш да пишуваш и за какви кивордови сакаш да се рангираш на Google Search кога некој пребарува за проблем. Сега да дадам повеќе контекст, пример, јас се сеќавам уште претходно во Македонија во други фирми и кога зборам со контент маркетери или само маркетери во локална македонска фирма, често беше супер пишуваме блогови не ни функционираат. Пишуваме на темата која што мислиме дека е интересна, ама не ни функционираат, не ни носат лидове. Сега која е целта на блоговите? Целта е да донесеш лид кој што утре ќе ти плати за твојот продукт кој што го продаваш. Не е целта супер јас ќе добиам 1000 шерувања на социјални медиуми. Да, може да, ако правиш awareness, ама целта на секоја маркетинг тактика е да донесеш корисник. За тоа другото се е vanity metric, се е да се ќе се фалиме со шерови. Но Добро. Има многу интересен концепт каде што многу некако јас не работам social media како ај сега супер ќе собирам лајкови или ќе собираме ришерови. Не. Целта ми е да донесам лидови кои што мене ми се клучни за бизнисот. Ама исто така работам и B2B. B2B значи дека корисниците кај мене што ќе дојдат на артикл, ако видат нешто што соодветствува со нив, дали е тоа use case артикл, тоа најчесто најмногу проаѓа кај нас, затоа што сме по-генерализирана алатка и опфаќаме повеќе вертикали. Дали ќе правиме автоматизација на маркетинг податоци, дали ќе правиме автоматизација на sales податоци, тоа се две различни use case-ови во две различни вертикали. И сега јас контентот кој што го креирам е соодветствува на тие таргет групи. И сега јас што го креирам треба за нив прво да е корисно, а второ треба да знам дека они тоа го пребаруваат. Може подпрашање, извини, подпрашање во контекст на ова што го кажуваш. Добро. Сигурно дел од учесниците на вебинарот знаат што е user persona и креирање на user persona. Можеш ли во две реченици да објасниш само како собираш информации за да знаеш кој ти е таргетот? Затоа што нели првиот чекор е да знаеш кој ти треба, па после ги бараш тие киворди кои што Точно. чисто како едно интро да им дадеме. Доста добро прашање. Сега ние имаме интересна приказна за тоа, затоа што пред 3 месеци направивме пивот на продуктот. Учевме доста од корисниците и свативме дека треба понудиме малку различен производ. Сега ние сме буквално повторно во фаза каде што правиме продукт market fit.
Што значи product market fit? Тука ние веќе пробуваме да ја дефинираме таа customer persona. Ние пробуваме да сватиме кои се тие луѓе надвор, дали маркетинг, дали селс и така натаму, и кои се тие компании, кои се тие индустрии, кои што ние можеме да ги обслужиме со нашиот продукт и кои што ќе платат оноку колку што треба да се плати за продуктот за ние да генерираме профит кој што ќе ги покрие сите работи. Сега, во овој процес, Сокол го спомна LinkedIn, нас многу ни користеше LinkedIn за дефинирање на таа персона. Да, ние поставивме хипотеза, супер, ние продаваме продукт кој што е многу веројатно дека ќе го користат бизнес аналисти, затоа што нашиот продукт прави некаква абстракција на креирање на data workflows, односно на креирање на тие поврзувања со дата интерно во компанијата. И ние правиме една абстракција кај што викаме, окей, овој продукт ќе биде доста користен за non-technical teams, за тие кои што не се разбират, кои што не знаат да направат Python рутина или не знаат може да работат со макрос во Excel или па многу им е чудно да работат со Excel и макрос. И сега таа абстракција, јас си викам, окей, мене хипотезата ми е бизнес аналист ќе го користи овој продукт. Зошто? Заради тоа што во поголема компанија, ако таргетирам јас 50 до 200 луѓе, тоа не е голема, тоа е средна компанија, ама ако ја таргетирам таа компанија, ја имам претпоставка и можам да истражам на LinkedIn да видам дали они имаат дата тим. Тие ако имаат дата тим и ако имаат бизнес аналисти, најчесто бизнес аналистите се подпираат на дата тимот за работи кои што се од технички аспект на поврзување на податоци, дали е Salesforce, дали е Cognizant, дали е на Nikola Toolot, ако они тие ги користат, некако треба да ги поврзат натрешно ако сакаат автоматизација, ако сакаат други работи. Сега претпоставката е таа, го таргетирам бизнес аналистот и единствено како ќе знам дали он мене ми е customer persona, ако јас почнам да зборувам со таков тип на луѓе. Кога јас правам кампањи на LinkedIn, дали е со автоматизација преку Meet Alfred, тоа е алатка која што автоматизира кампањи на LinkedIn и како што кажа Сокол, усвари за Meet Alfred мислам дека треба Sales Navigator, али у принцип тоа има доста алатки такви и ние во моментов последниве 3 месеци нашата цел на тие повици е да слушнеме кои се нивните use case-ови, да дефинираме customer persona, да сватиме што е тоа што на нив им треба. Ние сега врз база на тоа, можеби ќе треба да смениме нешто во продуктот, можеби ќе треба нешто да тргнеме од продуктот, можеби нешто сосема погрешно правиме. Ама тоа е за нас, тоа е значи една почетна фаза на стартап. Јас ќе се надоврзам на ова што го зборува Анита, значи дефинитивно единствен начин да се види дали персоната што ја имате замислено функционира е да се тестира и да се види колку пари ви носи. Во зависност од тоа дали имате sales team или не. Значи кај нас е бидејќи јас сум во B2B, имаме sales team. Наедноставно се гледа дали одредена персона е за вас или не преку едноставно разговор со sales teamот, да видите колку им е лесно да продадат на овие луѓе, дали лидовите кои што ги добивате вие како маркетинг, колкав е close rate на одреден лид од одредена таргет група, и доколку тој close rate е многу мал, не ви вреди вас да трошите ресурси на истиот и ќе се пренасочите на друго нешто. И ние сега правиме репозиционирање за тоа што одиме up market, значи до сега таргетиравме средни и мали претпријатија, сега таргетираме поголеми претпријатија и правиме додаваме всушност на платформата со тоа што повторно си ја менуваме нашата персона. Не знам колку од вас работат во B2B, колку од вас работат во B2C, ама една работа што е исто битна во B2B е да имате ICP, односно Ideal Customer Profile, тоа е дополнително на персоната која што вие како индивидуа знаете од прилика какви фирми, во какви индустрии, со која големина и со колку пари од прилика годишно би можеле да го купат вашето решение. И сега во Македонија, кога станува збор за позиционирање органско, например, на Search Engine, не знам колку ќе ви користат сите овие алатки. Ако работите во странство, можеби ќе ви користат и ние користиме Ahrefs, јас користам, например, кога работам фриленс на нешто, користам Answer the Public, тоа ви е бесплатна алатка, каде што ставате keyword и ви покажува long tail keywords, всушност прашања што ги поставуваат на интернет поврзани со тој keyword. Меѓутоа најлесно како може да истражите што бараат луѓето е да пишете на Google и да видите доле што ќе ви излезе во suggested и да пробате тоа да го вметнете и на тоа да се насочите. Значи пак ќе спомнам, не значи дека треба да вложувате многу пари во истото, само треба да се почне многу едноставно, јас би рекла, затоа што многу луѓе мислам дека го комплицираат сето тоа, како го почнуваат маркетингот и нормално ако почнете 10 работи наеднаш нема да ви функционираат. Мислам дека е убаво да се избере стратегија, еден канал на пример на кој што многу ќе се фокусирате, ако сте B2C би бил најверојатно Facebook или Twitter или што и да е.
Ако сте B2B би бил веројатно LinkedIn. И на останатите канали правите repurposing всушност на тие содржини. Значи не мора вие да ја измислувате постојано нови содржини. Еден блог пост може да се расцепка на различни постови, може да се направи видео од истиот, може од видео да се направи блог пост. Може не знам да снимите аудио од истиот. Меѓутоа една работа исто што сакам да спомнам и после ќе му дадам збор на Никола. Никола се знае ќе ти извини. Женски толку. Една работа што би рекла дека мора фирмите тука да научат е имейл маркетинг. Значи имейл е единствениот канал што вие го поседувате. Кога некој ќе се претплати на ваша листа, листата е ваша точка. А не е доволно искористен кај нас. Не е воопшто. Не само што не е доволно искористен, туку луѓето не знаат тука да пишуваат мејлови, особено кога станува збор за cold мејлови. Значи cold мејлови не се почнуваат со почитувани. Никој нема да ви го отвори тоа. Знаат дека е промотивен мејл. Cold мејлови не треба да вклучуваат веднаш промоција на вашиот производ. Треба да прашате прво чека малку. Здраво, видов дека работиш што е тоа што сакам да разговараме, што ти треба да видам дали можам да ти помогнам. Треба нешто да е многу едноставно, многу кратко и вашата цел во cold мејлот треба да биде да закажете повик, а не да му ги продавате производите, да се надевате дека ќе кликне, да пратите еден и да заборавите на истиот. Значи, мислам дека една работа ако треба сите да научат, тоа е имейл маркетинг и ньюслетери и cold мејлови, мислам дека не се доволно искористени во Македонија и би рекла тоа е доста ефтино да се почне од таму и со социјални медиуми, па понатака да се развива остатокот од бизнис. Супер. Никола, после ова? Нешто само на кратко, со претходната компанија Intermix, и сега со оваа, прво со Intermix, отидовме најниш, значи кога се работи за блог постои, најниш што можете да отидете во тоа што сте најаки. За нас тоа беше Redshift Performance Monitoring, као keyword што беше онака што сакаме и мораме да го имаме. Напишавме прилично голем и добар блог пост на таа тема и после пројдов 3 или 4 месеци у промовирање на тој блог пост. Само тој блог пост ни донесе 400.000 annual recurring revenue. Значи само тој. Сите sign-ups, 95% од сите sign-ups беа од еден блог пост, ништо друго. Едно подпрашање, извини што ќе те прекинам. Со апликацијата, само потсетиме на името што сте имале 200.000 корисници? Бас. Што ви донесе најмногу корисници? Влагавме у школи, облечени, Борис го облековме брат ми као маскота и влагавме у школи за време на часови, на факултети и им делевме флаери, им кажувавме да симнат апликацијата. Cool. Ете, едноставно, нема потреба од комплицирање на работите. Извините, прекинав. Дека имате и еден поинтересен ако сте спремни да ве експеримент. Кажи ми. Во Нови Сад не правевте со Wi-Fi со поставување на рутери нешто? Да, ама тоа беше као као не ни успеа тоа у школите, пошто не каја да симнат апликацијата, испадна дека имаат као 500 мега даунлоад на 3G месечно и само го земавме рутерот од Airbnb-то, пошто беше на батерии и влеговме со root admin како на 90% од рутерите тука и само го ставивме да биде open и го несовме у школа да симнат. В принцип, тоа е малце герила, али кога збориме сега за B2B, еден блог пост у Intermix не стигна до таму и еден блог пост, еден и пол блог пост, не донесе до 90% од клиентите што ги имаме сега. Тоа се преку 200. Само еден блог пост. И сега знаете кое подпрашање ми се ела тука. Малку е во склоп со ова Марина што го праша дали може да направите споредба за best practices во US и во МК, во Македонија. Ако разговараме реално за некои одредени бизниси кај нас на пазарот во Македонија, нели нема толков голем потенцијал, можеби публиката не е спремна и слично. А од друга страна, дели од алаткиве кои што ги спомнуваме и сами знаете сигурно дека не функционираат во Македонија. Например, ние сме пробале да правиме social selling за Галексија. Не можеш да направиш social selling затоа што ни една алатка скоро, барем од моје искуство, ако имате некоја споделете што знаете дека функционира, не функционира со пребарувањата во Македонија на оваа територија и слично. Кое би било алтернативното решение за луѓе кои што работат во македонски компании и сакаат да ги развијат компаниите или кои што имаат компанија која што таргетира Македонија, а не се во можност да ги користат овие алатки, бидејќи едноставно тие се алатки направени за странски таргет пазар. Јас ќе почнам. Има еден концепт што се вика intent-based branding.
практично што ви вели intent-based branding, ви вика дека контентот што го имате, односно содржините, било какви содржини да се онлайн, ви служат како најдобар филтер на вашиот таргет, на вашата таргет група. Значи, доколку јас работам во одредена сфера, например, не знам, еве сега фирмава каде што јас работам, доколку беше во Македонија, работам во B2B со дата, и таргетирам исто. Сакам да таргетирам sales и маркетинг луѓе кои што се лидери на нивните тимови. Ќе земам, например, ќе пишувам блог постови, ќе ставам пиксел на веб страната, ќе пишувам блог постови околу, например, нешто што би ги интересирало овие луѓе. B2B sales лидери или маркетинг лидери исто така. Не знам дали е тоа како се гради тим, дали е тоа како кои би биле првите двајца вработени во вашиот тим ако немате пари, ако ми се помали фирми, например, во таргет, или не знам како ете да напишете успешен cold email и слично. За тие луѓе кои што ми ги читале тие содржини, претпоставувам дека се заинтересирани и дека веќе имаат некаков интерес. После можам да ги ретаргетирам многу лесно на социјалните медиуми. Можам да исто така да создадам видеа на одредена тема, да ретаргетирам, например, 50% или 75% кои ме гледал од видеото, да му се појавуваат реклами со моите производи. И имейл, како исто така еден момент. Единствено тука не знам како функционира имейл маркетинг од аспект на листи, така што ќе треба да се изгради одредена листа на почеток или да се купат од некого, затоа што кај нас не верувам дека compliance и GDPR се прашање. Меѓутоа, јас би рекла едноставно да се создаваат најразлични содржини и после да се користат за филтрирање на публиката. А останатото си доаѓа се со парите, ќе бирате во што да вложувате. Како што ќе добивате повеќе лидови и sales од тоа што го правите, така и повеќе ќе вложувате назад во маркетингот и во најразлични алатки. Така што не секогаш мора да се алатки во прашање, може едноставно да е одредена стратегија. Intent-based branding е супер нешто и се порачувам на сите да си прочитате малку повеќе за тоа. Направено од Френк Керн, американски маркетер, меѓутоа мислам дека сосема окей би работело и тука во Македонија. Добро, супер. Да се надоврзам за Верче, пуштив едно прашање во чет. Не знам дали се веќе запознаено со... Да, ајде, да фатиме малце. Сега требаше да правиме компарација Македонија и Америка, ама еве, ова е трендот што се случува на амерички пазар. Имаме GPT-3, за тие што не се запознаени, тоа е една NLP, Natural Language Processing, како ги стави терминиве, жаргонот, Верче што збореше. Така уште преска да ти кажам да не користиш толку жаргон. Да. Значи, у принцип тоа е вештачка интелигенција преку која што самиот модел се учи со милиони зборови. За виднина тој модел да може да некои вакви алатки да го користат како Copy AI, го пуштив линкот, за да можат сами да креираат cold emails или да креираат контент за лендинг страна. Значи, вештачка интелигенција учи и потоа дава предлози. Ние ова го користиме во фирма. Значи, прелесно е, јас кога имам блог креативен, или ако сакам да тестирам друг меседжинг, кој што, еве, мене ми е лесно, јас сум на почеток, јас тестирам меседжинг и тестирам customer persona. Мене ми е многу лесно јас да влезам во алатката, да го буквално само го пишуваш името на продуктот и описот на продуктот и ти креира различни типови на sales копи. Дали е, не знам, give to get back sales копи, дали е нешто друго, значи буквално ти дава. За landing pages исто така, ние доста време пред 6 месеци работевме на тоа, нели, пошто правевме и Facebook реклами, и сега ако продаваме, пак ќе кажам, према една индустрија, ние правевме персонализација на страната за таа индустрија, тоа што го спомна и Никола, тоа што Clearbit го прави во Америка, со искратување на форми, enrichment на дата и така натаму. И тоа сите го прават. Сега не сме таму, така во Македонија, ама еве, ако сме таму, ако ние веќе само, усвари, ако не сме таму, ако сакаме само една лендинг страна да направиме, многу е лесно. Што ставаш во лендинг страната? Океј, тоа е продуктот, како можеш да го користиш продуктот? Кој е value-то? Кој е вредноста која што ти ја даваш према корисникот? Тоа го пишуваш горе, одоздола ставаш опис на спецификациите на продуктот, ќе кажа features, опис на спецификациите, ставаш демо видео и некако почнуваш со тој контент да го адаптираш понатаму према таргет публикат. Сега многу ме интересира што ќе кажеш за вакви алатки, затоа што многу почнуваат да ги прават
и да бидам искрена, во доста од случаевите и се корисни. Многу. Мене ме прашуваш што ќе кажам за Еве, ова, како дека ми го земаат левот. Не знам, искрено не сум ја користела, немам мислење сега за ова, не знам каков тип на копи создава. Меѓутоа мислам дека окей може да биде дури да не ти даде конкретно тоа што ќе го користиш, може да ти даде некои насоки. Најнакрај кога и да пишувате копи, не го пишувате вие, туку земате и истражувате. Најчесто јас на пример што правам, лансирам производ, окей, знам дека и производот сега лансираме Intent Data. Добро, Intent Data е производот. Барам ревјуз на различни сајтови што луѓето ќе кажат за Intent Data, каде им помогнала, ги земам како keywords, тие што ми се интересни или keywords јас искористив. Како се вика keywords? Intent Data треба да објасни што е. Да. Нема врска, земам значи одредени делови од реченица што ми изгледаат интересни. Правам интервјуа, еве за претходниот пат имавме Дайлер што лансирав, направив интервјуа со нашиот sales тим, затоа што би го користеле sales луѓе и ги прашав што е тоа што на пример ви е најтешко кога рачно се јавувате. Дайлерот можеби некој од вас користел, практично ставате листа на луѓе и автоматски ви врти на истите и не мора да се јавувате да го куцате бројот на секој кога ќе сакате да се јавите, плюс на екранот си гледате историја на конверзацијата и контекст за компанијата, која е, колкава е и слично, кој е овој човек со кој што зборувате. И буквално седнав со sales тимот и си седнав јас на компјутер да си запишувам што ќе ми речат, си ги снимав разговорите и ги прашав кои се вашите најголеми проблеми со кои што се соочувате кога се јавувате рачно и ми излезе некој документ од 2 страни, од кој што документ после тоа земав јас, филтрирав што ме интересираше, што не ме интересираше и голем дел од тоа го искористив во sales копито, на лендинг пејџот, на рекламите и слично. Така што кога се пишува нешто, нормално не се измислува топла вода. Секогаш треба да одговарате на проблемите што ги имаат вашите корисници. Ако алаткава успева да ги најде сите тие проблеми за да ти склопи нешто, нема зошто да не се користи за некоја насока. Не мора да се користи нели истиот копија, ма може да даде одредена насока. Немам проблем јас со такви работи што ја олеснуваат работата. Види, значи пример ние со еве македонски еден пример. Марина иначе ми пише на четна страна да ме потсети. Пред кога почна ова целата пандемија со ковид, ние направивме сајт онлайн МК. И сега јас и Марина седиме и си викаме, добро, кој домен ние иначе платформата агрегира онлайн продавници во Македонија. Ниту правиме некаква продажба, ништо не прави. Страната само агрегира на едно место. И има вкупно 10 реченици во платформата, значи нема поишто опис. Сега да ја пуштиме ајде додека збориш. Да. Добро. И ние кога седевме со Марина, викаме добро, кој домен да го избереме за да ние се покажеме на search result. И сега во тој период мислам дека ние Ahrefs не користев. Не знам, можеби сум проверила, ама не. Буквално се јавивме по мајките и повторно многу битно да знаеш кој ќе го пребарувало. Ние рековме, окей, ова мајка ми и мајка ти ќе го пребаруваат и татко ми и татко ти. Како они пребаруваат на интернет? Дали пишуваат онлайн МК на англиски или пишуваат онлайн МК? И сега свикаме, окей, ајде го провериме доменот, супер. Го земавме тој домен, буквално онлайн МК. Ние имаме отприлика 1000 посети месечно, само заради тоа што доменот така ни се вика, никаква оптимизација на контент. Никаква. Буквално. Има купи продавница МК, котираме на прва страна и уште 5-6 киворди без никаков контент кривање. И сега замисли ако ние правевме keyword research, ако јас гледам, окей, луѓе го пребаруваат купи продавница МК, иначе стварно пребаруваат 300 месечно во Македонија, ако некој продава тука, да го таргетирате. Не ни е проблем да се симнеме од прва страна, ама ако ги истражите тие зборови, ако знаете што пребаруваат луѓето, многу е лесно да го покажете вашиот контент. Сега keyword research е еден мал дел од SEO. Има backlinks, има оптимизација на контентот, има како треба да го структурирате контентот, има featured snippets кои што на македонски би биле промовирани кратки извадоци. Кратки извадоци, не знам кога пребарувате на Google, ако пишете, не знам, what is digital marketing, има како прашање со одговор дозволи со линк до таа страна која што најдобро котира за тоа и плюс има одоздола други резултати. Можете да рангирате за тие конкретно. Значи можете да рангирате за слики, за видеа. Тя уште пред 15 минути праша кои се техниките за да и дали треба видео да се користи или дали треба само контент.
Еве на Google, ако размислиме логички, ако направиме ние блог пост, каде што исто така ќе снимиме видео, демо или видео како ние збориме со блог постот, ние ќе котираме и на YouTube, ќе котираме и на Google Search во резултатите затоа што ќе оставиме во блог пост, ќе се рангираме исто и на image табот на Google Search. Морам да спомнам само еден пример. Теодор, еден од нашите ментори, не е тука. Он има направено сајт што се вика Старо купујам, кој што е на некој начин конкуренција на Пазар 3, мислам дека. Не ги памтам точно бројките, ама знам дека него му беше тој експеримент за SEO, пошто тоа работи. И кажуваше дека имало неверојатен трекшн, значи неверојатно многу луѓе кои што го користат, до тој степен да почнале луѓето да објавуваат глупости, како, не знам, продавам бандера или продавам крави или продавам кокошки или не е битно. Меѓутоа, тоа што беше смешно беше дека од една глупост што сакал да направи експеримент, испадна дека и за таков тип на бизнис има таргет публика. Значи, на крајот од денот, да, многу се важни, нели, техничките спецификации, да имаме познавање, да користиме алатки, меѓутоа, веројатно, кога станува збор за бизнис, еве вие може да кажете дали се согласувате, треба да си има еден општ common sense, да можете да размислувате дали стварно тој производ или услуга може да се пласира кај нас на пазарот. Нели, јас и ти пред некој ден, кога разговаравме, баш спомнавме колку многу нови бизнеси излегува во ковид, што прават, нели, дома украшчиња, не знам, чаши, шоли, и сега тоа можеби не е некој бизнес што ќе се развие во кој знае колку голем обем, меѓутоа во право место на право време тие неколку индивидуи од хоби успеале да направат нешто само заради тоа што виделе дека има потенцијал или можеби само експериментирале, не е битно. Така да веројатно на крајот од денот прво и основно е да видиме дали бизнисов што сакаме да го направиме има потенцијал на пазаров и што е тоа што им треба на луѓето на пазарот. Бидејќи не е исто ти да продаваш во Германија, Австрија, Америка и Австралија и да го имаш истиот производ. Да. Сигурно сите вие имате клиенти од различни земји во странство, пак е се тоа надвор од Македонија, меѓутоа сегде се различен мајндсет, не можеш ти да го напишеш истиот контент, односно истата содржина на огласов што го пушташ во Израел и огласов што го пушташ во Америка, каде што имаш тотално различна култура на луѓе. Тоа е точно, тоа е точно. Еве јас на пример затоа што и во Когнизам, а и генерално кога работам, еден дел таргетираме EMEA пазар, односно Европа најчесто EMEA делот, а другиот дел не е таргетиран за US. Разликава во содржините е огромна, мислам. Целосно различен, на различни работи реагираат. Таргетираме иста реклама тука во Европа и во Америка. Во Европа прави бум, во Америка не е видена. Значи мора цело време да се иновира, особено во Америка, затоа што огромна е конкуренцијата. Меѓутоа, мислам дека во Македонија, заради тоа што не многу фирми се многу иновативни, голем дел од фирмите во Македонија се живеат на стара слава. Особено ако станува збор за големи фирми, од кои што има неколку, немаат потреба да вложуваат многу во маркетинг, затоа што се знаат со пола луѓе во Македонија. Седеле во кафана заедно и секогаш едни од други ќе си купуваат. Така што мислам дека најиновативните... Да ги караш толку. Не, ама така е, мислам дека кога станува збор за поголемите фирми, сите се многу поврзани и не толку вложуваат во дигитален маркетинг, поради тоа што не мораат тоа да го прават. Си ги достигнуваат своите цели и без тоа, затоа што веќе имаат одредени купци или се знаат со поврзани се фирма со фирма па си продаваат едни на други. Меѓутоа, кај помалите фирми дефинитивно мислам дека има поголема иновација и во Македонија мислам дека е многу лесно да се истакне некој заради тоа што не многу фирми прават многу работи. Едноставно ако почнете да користите, не знам, еве ние сме B2B, почнавме да користиме memes во рекламите, значи рекламите супер никогаш не сме имале толку мал кост per клик, никогаш. Во Македонија, на пример, никој до сега не сум видела да користи мимс за реклами за некој производ, да речеме. Значи некој таков пристап кој што не го прават другите. Едноставно да се тестира, па ако не функционира, здравје Боже. Добро, супер. Ај малку да преминеме на другиот дел од приказната. Ми текна сега на делот видеата Никола што ги објавуваше како совети за луѓе кои што сакаат да работат во маркетинг, нели имаше неколку доста вирални видеа со позитивни коментари кај што им дава совети на дигиталните маркетери. Во поглед на мајндсетот на луѓето кои што работат како дел од тим за дигитален маркетинг или во било каков tech related бизнес,
освен тоа, никога што го има споделувано на сите видеа што ги кажуваше, кои мислите дека се клучните разлики и каде луѓето од Македонија можат да поработат на нивниот личен прогрес во делот на дигитален маркетинг? Нели едукацијата, без разлика дали е формална или неформална, си еден дел, другиот дел е мајндсетот и attitude, односно односот. Кои мислите дека се некои best case practices што сте ги стекнале како искуство од вашата работа со странските клиенти или компании и од колегите со кои што сте соработувале, бидејќи сите имате соработувано со интернационални луѓе, нели, од повеќе држави од светот? Кои се некои совети, best case practices или некои дупки што ги гледате кај нас? Бидејќи секој од вас мислам дека во одреден момент се нашол во ситуација да бара вработени колеги и слично. За како да стигнат до знаење или не? Не, извини, не бев доволно прецизна. Кои се дупките што ги гледате кај луѓето кај нас? Значи не зборам само кај младите, туку општо кај луѓе кои што работат или сакаат да работат во оваа сфера. И кои се некои best case practices за личен развој во полето на дигитален маркетинг, во поглед на attitude и значи односот целокупен и мајндсетот, кои што сте ги виделе како позитивни кај вашите соработници и колеги од странство? Мислам дека се што им треба на луѓето тука е искуство со компанија што таргетира, без разлика дали е македонска или каква и да е компанијата, што таргетира големи пазари, Европа, Америка и така натака. Пошто ако работите компанија од Македонија што таргетира само Македонија, за жал искуството е ограничено, би кажал, како што кажа, дали е тоа high-end tech tools или така натака. Самата борба со други компании што се на светско ниво, мислам дека конкуренцијата го прави своето усмисел на брзо напредување. А дали мислиш дека можеби баш извини, ајде. Не, кажи нешто. Сакам да кажам, дали можеби мислиш дека баш заради тоа што тие некои компании кај нас работат само на македонски пазар, можеби луѓе во кои што сакаат да бидат маркетери или кои што сакаат да истражат нови можности, би имале некој нов потенцијал, токму да ја помогнат на таа компанија со целото ова знаење што ќе го акумулираат да се развие надвор од границите на државава. Апсолутно да. Значи не сметам дека луѓето нема да бидат корисни работејќи во компанија за Македонија што таргетира македонци или македонскиот пазар. Сметам дека многу побрзо ќе научат доколку почнат во компанија што го таргетира светски пазар, без разлика дали е македонска, значи може да е македонска, слободно, ја немам ништо против македонски компании, ние сме македонска компанија. Само што сметам дека конкуренцијата го прави своето усмисел на борбата да се бориш со други луѓе на многу канали. Добро. Ај сега да додадам нешто да се сложам и да не се сложам со некој да ја работи. Има разлика помеѓу македонска компанија и конкуренција на македонски пазар, компании кои што се конкурентни тука. Има разлика на тоа дали ти ја почнуваш компанијата тука, правиш продукт market fit, правиш некој MVP, првични корисници, се шириш. За мене тоа е идеално, ако ти имаш таков бизнес модел да можеш да ја тестираш тука, да покажеш некакви бројки, после тоа кај сакаш можеш да се шириш. И некако многу често го забораваме тој момент. Сите викаме и супер, ај сега директно ќе таргетираме ние Силиконска долина. Што знаеме ние за Силиконска долина? Да речеме, ништо. Така, ако не сме работеле таму. Што знаеме за Македонија, ако сме се градели, ако сме работеле тука, знаеме многу работи. Еве, веројатно ќе се служите со мене, ама мене најдоброто искуство во Македонија ми беше уште од студентските денови кога јас работев во студентски организации. Значи ние таму правевме сериозно добар маркетинг за кој што и други компании може онака да си мислат дека треба да го направат. Јас се сеќавам за NASA Space Challenge во 2000 која беше 15-та, може и порано да беше 2014-та, ние правевме meetups со сите факултети да го промовирам и сега наста, значи пак збориме наста нешто што не се плаќа, различно да не мечтаме баби жари. Ама ако збориме за маркетинг и за како се развива таа креативност и како ти го креираш твоето резиме и CV за утре, да, ќе почнеш од студентска организација, ќе се продадеш после на не знам, Ендава или ќе се продадеш на друга компанија, па на Ендава, па на некоја компанија во Силиконска долина. Ама процесот мора да тече. Се ние ако речеме, окей, се јас сакам одма да работам во американска компанија затоа што јас ќе соберам најмногу искуство, не се слагам со тоа. Мене најинтересно искуство ми беше со Адева во Македонија. Ние правевме многу кул работи. Муам сподели на FIFA Challenge. Се слагам.
да ga правите Да, туди работи. Има многу интересни работи што може да се прават тука. И сега тогаш бев во тој филм на growth hacking и тоа е тоа, мислам, ние се обидовме да оптимизираме она што имаме интерно, а тоа беше програмери и да правиме алатки кои што подоцна ќе ги скалираме да ни носат лидови. Една од кампањите беше направивме сајт за доделување на 400 пакетчиња со стикери. Стикерите беа Android стикер, не знам, сите можни технологии, Laravel, што и да е, имавме ставено на платформата. Крајните корисници, значи нашата цел беше, јас ова го викам, ја работев HR маркетинг таму, ама буквално тоа беше. Нас ни беше крајната цел, а Дева, фирмата, и да ги поздравам дечките ако се тука, многу се сакаме, ама целта ни беше да донесеме девелопери. Целта ни беше Дева како компанија да направиме промотивна во Македонија. Да луѓето сакаат да работат кај нас. И тоа е еден дел од маркетингот за кој што треба мислите, поготово ако продавате сервис, поготово ако нудите услуга. И ние со таа кампања со стикерите, па во скоро 8 сати имавме околу 800 луѓе кои што оставија мејл и бевме многу практични со тоа, штиклирај ако сакаш да добиеш информација, затоа што работиш со девелопери многу, за мене тоа е многу критично, затоа што во Америка тоа го викаат developer relation building, developer relations. И тоа е принцип моментот кај што ти не треба да се поставиш како маркетер према програмерот, ако тој ти е еден вид на крајен корисник, ти треба да сватиш што на него му треба, кој е контентот кој што ти треба му го понудиш на него. И тие работи многу често ги забораваме, не мислиме, окей, јас сега ќе напишам најкечи постот на Facebook и ќе го ставам како реклама и тоа за мене е супер, ама за мојата таргет публика тоа е најголемата глупост што некогаш ќе ја прочитаат. И тоа е стварно така и кога се гради продукт, секогаш мислиме, леле, ова ќе биде најдоброто нешто, другиот Facebook ќе го направам утре. Нема да го направиш ако не го тестираш, ако не пуштиш дел по дел од тој продукт. Се вратам на стикерите, 800 sign-ups во 8 сати, може ми утната бројка, пошто сигурно не било така, ама и 300 да се пак не се малца. И правевме nurture, значи одржување на тие лидови со тоа што ние со тоа пакетче со стикерите ние им пративме персонализирана порака. Може има некои дечки кои што се тука, кои што се сеќаваат на тој момент, ама тоа беше многу успешна кампања. И врз база на тоа, ние почнавме после тоа да креираме meetups локално во Скопје, каде што еднаш неделно ние викавме некој девелопер кој што ќе збори и ќе сподели некои од темите кои што за нив се интересни. И има начин, има и како. И пример за нас, growth hackingот беше тоа што имавме голем број на програмери кои што многу не беше лесно да направиме таа страна каде што некој ќе бира стикери и ќе пушти онлайн. Јас го минути работа, сте завршиле работа како за 3 месеци. Да, ама тоа е за нас. Сега вие ако немате техничка подкрепеност, така треба размислите, окей, кои се тие работи кои што јас треба да ги оптимизирам во моментов. Може би имам вујко што работи во пекара, па ќе им носам колачиња дома. Може би имам тетка што води принтара во Скопје, па мене многу повеќе ми е оптимално јас да правам некаква кампања со тоа. Значи, не е на македонски тоа сигурно, ама добро, значи да ги искористите своите работи, да, за да направите нешто кое што growth hacking е тоа, со најмалку влог во маркетинг, значи најмалку пари потрошени на маркетинг, да донесете до многу голем број на лидови кои што ќе се вратат. Има со супер купот теа го спомна. Мата тоа не беше на Дева продукт, тоа ние бевме, не знам, иницијатори на хакатонот. Да, комјунитито тоа се си го направи, ама повторно е нешто што го правевме со нив. Че ние никогаш не кажеме Дева тоа го направи. Тоа не е одржување на релации со твојот крајен корисник. Никогаш не било и никогаш нема биде. Ти треба да работиш со нив, треба да ги сватиш што мислат и да им го понудиш, зашто на крајот на денот ти на нив им продаваш. Ниф име гајле, ти треба да си да го држуваш. Пак треба да имаш некоја додадена вредност, нели она кечи момент да им дадеш и вредност и плюс да им продадеш после. Да, точно. Пак ќе кажам и многу е различно каков продукт продаваш, на кого го продаваш, дали услуга продаваш. Дали јас имам работено и традиционален маркетинг во Македонија, јас пишував PR текстови, што повеќе PR било. Ама има компании кои што уште се водат со тоа. Они знаат дека ќе пуштат на mia.mk и дека тоа ќе отиде на сите портали и тоа е маркетингот во Македонија. Ама за некои бизниси тоа функционира. Ако јас знам дека моите корисници го читаат тоа, јас ќе пуштам таму утре и заутре и после тоа. Точно, меѓутоа нели тука се јавува друг момент, а тоа е дали ќе ги истражиш потенцијалните можности, затоа што ако ти изградиш некој свој
блог контент на твојата веб страна и изградиш база на луѓе кои што редовно ќе те читаат заради тоа што се заинтересирани за квалитетната содржина, ти што ја споделуваш, можеби за 2 години од сега ќе можеш да си пушташ PR текстови кога сакаш, бидејќи нели тоа е една од техниките што ги користат странски компании. Си креираат сопствени сајтови за вести кои што функционираат како секундарен бизнес и после тоа само си штанцаат промотивна содржина. Да се вратиме на делов со Македонија. Верче и Никола, што би бил вашиот, тоест Никола ти каже, извини, Верче, што би бил твојот инпут на ова? Значи јас малку повеќе го сватив, јас малку повеќе го сватив прашање како што им фали на маркетерите во Македонија за да на својот потенцијал, добро, да. Значи една работа која што имам забележано, тоа е дека во Македонија многу малку се следат трендови и многу малку се чита. Не се слушаат подкасти. Немате, значи вие ако сте маркетер, не може да немате омилен маркетер кој што ви е на LinkedIn. Не може да немате фирма која што онака ви е идол. Мислам, особено ние кога сме на работа, да речеме, сите моите колеги се сите во Лондон, освен дизајнерот кој што е во Скопје. Постојано споделуваме види оваа фирма колку кул нешто направила, дај да направиме нешто слично. види ова споделил, дај да го пробаме. Голем дел од маркетерите тука, мислам дека завршуваат на моментот сум завршил или не знам, или маркетинг сум завршил или било кој одсек на економски, или ете сум завршил некоја програма и тука застанувам. Маркетингот постојано се менува и никој не може да ви каже, окей, ова е тоа што функционира, ова е тоа што не функционира. Тука се слагам, значи дефинитивно со сите што го кажавме тоа е дека треба да се тестира. Единствен начин да се напредува како маркетер во Македонија или било каде во странство е да следите други луѓе што прават, значи да се претплатите на ньюслетерс кои што ви се вас интересни. Не мора да се македонски, може да се странски и вие само видите го пристапот, стилот, начинот на кој што тоа се прави и само искористете го истото во Македонија. Да најдете луѓе на кои што навистина им се буквално да ви станат да имате некакви идоли. Затоа што има инфлуенсери исто како што има инфлуенсери на Instagram, со кои што сите се запознаени, има инфлуенсери на LinkedIn, тие што користат LinkedIn знаат. И јас имам еден куп на луѓе што ги следам на LinkedIn и што ми се стварно супер и онака го поминувам можеби првиот час во денот, читајќи нови содржини за да видам што се случува каде и слично. Да си најдете некои квалитетни страни и содржини кои што постојано споделуваат интересни работи и еве на пример како ньюслетер што Анита ви го сподели, значи има милион такви ньюслетери и страни кои што ќе ви дадат бесплатни совети и се што треба да направите еден совет во таа недела да пробате да го примените, да го тестирате, функционира супер, ќе го применуваме. Не функционира добро, ќе тестираме нешто друго. И подкасти повеќе да се слушаат. Кај нас мислам дека подкасти воопшто не се слушаат, има значи толку многу добри работи на подкасти. Мораш да пуштиш препораки за луѓе што треба да ги следат и препорака за подкаст. Сама си Да, еве сега, јас имам многу подкасти што ги препорачувам, некои се платени, некои се, тоест еден е само платен на Дейв Гертхард, пошто ми е фен онака. Пошто е звер. Да, супер е и е многу ефтин, негде $10 мислам дека е месечно. Меѓутоа поголем дел од нив се бесплатни и најдобро нешто кај подкастите е што секогаш ви доаѓаат луѓе кои што се веќе изградени во нивната сфера и ви кажуваат што функционирало во нивната компанија или не. Например, јас следам еден подкаст за продукт маркетинг. Јас сум нова во продукт маркетинг, например. Тотално немав никаква врска со продукт маркетинг претходно. Работев копирајтинг, работев со многу различни фирми, значи може да си почнете да си чепкате фриленс. Затоа што јас да останав на тоа што го имам работено само во фирмата каде што работам, која што патам јас за разлика од Анита немам претходно искуство со студентски организации, значи немам никакво искуство. Сакав додам да заминам да живеам во Кореја, знаев дека морам да работам и почнав да работам фриленс за да си го платам животот таму. Така ми почна се тоа. Едноставно земав проекти за кои што не бев спремна. Направи ми ова, окей, ќе ти направам, ќе изгуглам како се прави, ќе земам, ќе ти го напишам. И како што си накачуваш цена, така подобри клиенти добиваш, што ти даваат фидбек, ќе ти стануваат некој вид на ментори и слично. Меѓутоа продолжив да работам со фирми надвор од фирмата во која што работам, на различни проекти за лансирање нивни производи како копирајтер и кога дојдов на интервјуто, затоа што не ме унапредија ми рекоа ти ќе бидеш продукт маркетер, туку имавме интервју која што беше доста екстензивно, низ 3 фази помина, иако беше интерен оглас. Ги споделив сите искуства кои што ги имав и им кажав, јас не знам ништо од технологијава што ја користите, патам ја научив за еден месец,
затоа што технологијата е најлесно нешто што се учи. Не знам ништо, меѓутоа имам идеи, ова се моите идеи, ова сум работела, овде ќе помогнам и слично и супер се снајдов во улогата заради тоа што е многу интересна и се учи, поради тоа што имате многу информации онлайн. Почнав да слушам подкаст, има еден подкаст што го слушам, Getting to Market, и баш на тој подкаст сподели човекот две многу едноставни идеи кои што ги применив во лансирањето на еден од претходните производи. Многу беше успешно лансирањето баш заради тие две идеи што јас бесплатно ги земав од некој кој што веќе пробал нешто и направил нешто. Така што има многу информации, јас мислам дека треба луѓето само повеќе да почнат да читаат и да си изберат кои информации ќе им одговараат. Супер. Јас морам да го вклучам Горјан. Горјан, знам дека ти не планираше денес да учествуваш на вебинар, али после последниот инпут што го даде, мислам дека е добро да се вклучиш, бидејќи ти имаш супер пример за апликација која што ја си ја започнал кај нас на пазарот и еве сега се повеќе и повеќе ја шириш. Мислам дека во концепт на ова што го разговараме, можеби можеш ти да споделиш некои best case practices што тебе ти помогнаа на страна од тоа што нели твојата иницијална идеја беше да дадеш value на пазарот, да ги едуцираш луѓето, да им помогнеш да стигнат до информации, а знаеме дека исто и ти си со техничка позадина, значи не е дека ти си бил заинтересиран за диджитал маркетинг па сега си направил бум со апликацијава. Кои се некои работи кои што тебе ти помогна или еве кој совет го имаш ти за луѓето кои што работат во диджитал маркетинг во делот на градење на продукти кај нас на пазарот и развој на истите? Види, воглавном имам три моменти кои што на нас не успеа, зашто рачунај во Еркер сме мање више човек и пол тим. Така што бекенд до фронтенд до квази маркетинг Горјан што знае да изиграва е тоа. Така што многу од работите кои што се случија беа, можеби да кажам по грешка, се случија, но беа прилично успешни. Да кажеме кај нас на почетокот мој воздух кога се лансираше како апликација, стана интересно вирална на социјални мрежи бидејќи оној кругот што сите го знаеме сега кај што се полни и ќе стане црвена ако е загадено надвор, ако е загаден воздухот, многу луѓе почнаа да го стават на нивните профилни слики. Зашто беше како символ некој на незадоволството или нопрот или whatever, али за нас беше маркетинг символ. Значи зашто сите го препознаваа, тоа е црвениот круг од мој воздух или на протести се носеше, што помогна да се прошири локално барем апликацијата бидејќи онлайн многу растураш на социјални мрежи моментот кај што можеше да се сподели. Во Србија кај што се проширивме како прв нов пазар, многу ни помогна фактот дека повторно, јас не знаев маркетинг, може буст пост стискав, али во исто време лансирав реклама каде што беше обележано Косово со знаменцето на Косово, не лансира во Србија и многу брзо дознав дека морам да пазам што каде лансирам, бидејќи тамо тоа беше многу лошо прифатено и ме истепа. Но тамо многу ни помогна фактот дека се здруживме со локални организации кои што нам ни помага. Значи слични партнери, ние баравме партнери, NGO-а, кои што се борат на тема чист воздух, кои што ни помогна нас да се прошириме тамо. А мислам дека најинтересната приказна беше баш тоа што го постирав во четот за Америка беше, дека планиравме како и да е ние да се прошириме во Америка, но подолг период се двоуме дали системот ќе издржи технички многу податоци, па тоа се многу станици, не знам зашто, ама си го одлагав тоа лансирање, се дури не ми пиша во исти ден неколку души кои не ја гледам Америка во апликацијата, американци. И решив, окей, терај, викам, пушти ја во Америка, испадна дека во истиот момент Калифорнија гори. А не сум ни приметил. Калифорнија тогаш гореше, цел кажи го West Coast беше во пламен. Моментот кога ние лансиравме во Америка, користевме податоци од една мрежа која што се вика Purple Air, тоа е мрежа на станици, нивна локална. И таа мрежа е прилично позната, но дечките немаат апликација. Ние, не знаејќи го тоа, во описот на нашата апликација, имавме ставено да ја користиме податоци и од Purple Air, што при тоа при пребарување на App Store се појавувавме ние, ако некој пише Purple Air, се појавувавме први. И гледаат, Air Quality, окей, нагло за 2 недели ние добиваме 200.000 корисници. Значи, буквално јас се држав за глава, не ми е јасно што се случува. Значи, комплетно непланирано, погрешка беше, али поедата што сакам да кажам е да го искористите моментот. Нас ни се погоди момент дека имаше кога да лансираме и влеговме може у најпеколното и за жал можеби апликацијата добива корисници кога има незгоди, така да не е тоа нешто кое што го сакаме, али некако така ни се погоди за да успее. Супер, одличен инпут, фала ти, Ептен. Вака непланирано малце те убацивме. Окей. Еве Никола го одговори прашањето на Ненад.
колку е тешко да се добие работа во USA како маркетер. Прашање до Анита, ама еве може сите да се вклучи да слободно. Сите работиме во Америка? Јас работам со клиенти во Америка за фирма во Лондон, работам така што. Колку Не е многу тешко. ако си желна. Да, не многу ако сакаш да добиеш работа, ама има начини како компаниите во Америка очекуваат твоето резиме и твојата не само Апликација. резиме, не апликација, како Пристапот, не пристапот. Пример. Еве, комуникацијата. со Сокол заедно аплициравме за работа во Америка преку Angel.co. Не знам дали луѓето во Македонија се запознаени со таа платформа. Ама, Јас ќе ми пратам, ама сигурно не се Ја познава. Кога? одма ќе ти кажам не. да, значи, многу е лесно, окей, ќе збориме за LinkedIn. LinkedIn е, за мене, sales алатка. Топ. Не е твоето резиме, сам sales алатка и плюс контент. Не е, да, е додуша до негде твоето резиме, ама кога аплицираш поготово за амерички пазари, поготово ако сакаш да аплицираш за стартапи кои што се растечки и така натаму, тие сакаат да дојдат до подобар талент. Тие најчесто ги објавуваат своите позиции на angel.co. Ама ти кога одиш на angel.co, тебе профилот ти е free form, значи ти пишуваш, немаш како LinkedIn да напишеш окей, тука работам, ова ми е позицијата, ова е фирмата, него ти пишуваш за тебе. Што е поентата со Angel.co? Ако никој ти го гледа профилот и ако види, окей, Анита работела growth marketing во Адева, супер. Што тоа кажува за Анита? Ништо. Ништо. Да. Ама Анита го пише доздолу, окей, Анита е направила оваа кампања која што била успешна со таа рата на успех. Ако толку и толку лидови беа донесени додека Анита го оптимизирала маркетинг процесот, тоа е податокот кој што не го бараат. Сега тоа не се учи од прва, тоа веројатно сум го научила од втора, од трета, можеби од 100-та. Јас за последна работа не знам колку апликации испратив и не е лесен процесот, поготово кога си интернационалец. Еве јас имав предност да живеам таму и ми беше средана нели со виза и со све, ама повторно треба да се докажеш колкава е конкуренцијата, колкав е пазарот таму кај што ти треба да се избориш и да се покажеш. А ако во спротивно во Македонија има па многу повеќе понуда, а има помала поварувачка, значи многу е полесно да речеме да се продадеш. Знаеме дека во Македонија се тепаме за програмери, се тепаме за маркетери, се тепаме за талент. Тоа исто така и во Силиконска долина. Сега јас Анита од Македонија ќе речам, мене треба ме вработите, не треба некој тука да вработи. Што е тоа што го носите на масата? Тоа што тешко е, треба повеќе итерации на тестирање, окей, што бараат, зошто бараат, да се поврзете како треба да се продадете. И ако сака, дека што кажа, што ќе се продајат. Исто како што компанија прави аквизиција на друга компанија за да ја донесе вредност, така и тебе те купува, така и ти се продаваш. Како што правиш и ти маркетинг за компанија, така се правиш маркетинг и за себе. Јас имам многу ми схејта последното Ајде, видео на да LinkedIn кога зборев ова, Анита. Зашто ти Дека- искритела? дека луѓето немале што да кажат ако немале искуство и така натака и дека било окей да се прати само CV. Не се Проба? слагам. Не. Пробав да кажам дека ако сакаш да добиеш некој си dream job, треба да потрошиш многу време замарајќи се за фирмата што треба да те вработи. Да. И зашто Да, ти точно. треба да бидеш дел и сакаш да бидеш дел од неа. Мислам дека тоа by the way не го размислуваме многу, као аплицираме на работи колку да се аплицира на работи, не гледајќи дали компанијата ќе биде фит за нас. Точно. Точно. И јас тоа е една работа што мислам дека ја научив работејќи како фриленсер пред тоест јас не се нарекувам себе си фриленсер и тоа е еден многу добар шифт што ми се случи пред некое време. Шифт на македонски, ајде помојдечки. Промена на перспектива, која што ми се случи пред некое време. Престанав да се нарекувам себе си фриленсер после првата година работење, почнав да се нарекувам себе си консултант или надворешен соработник. Затоа што кога ќе се поставите на луѓето, не работам јас за тебе, ние сме соработници, дури да се вработувам во фирмава, треба и ти мене да ми одговараш колку што и јас тебе ќе ти одговарам. Многу поинаку разговараат луѓето и моментот што јас барам веќе клиенти и соработувам со клиенти како надворешен соработник, јас ги барам и преку LinkedIn. Многу помага и при разговори за работа. И мене конкретно ми помогна многу во последното интервју, затоа што јас веќе не се поставувам и мислам дека тоа е многу голема грешка на луѓето во Македонија е тоа што аплицираат на работа. Добро, сега малку можеби е проблематично тоа што во Македонија нема многу избор на различни професии, меѓутоа тоа дека нема работа не е вистина, затоа што има премногу работа, само што луѓето се плашат да се ги побараат условите што им требаат.
Што ги бара? Јас имам една интересна перспектива тука и може полека да привршуваме, да не ги држиме многу луѓево. Имам разговарано со неколку клиенти кои што се конкретно од Америка и имам добиено многу сличен фидбек, а тоа е дека тие имаат впечаток дека американците се генерално многу мрзливи и дека дури дел од компаниите преферираат да работат со луѓе надвор од Америка, токму поради дел од овие работи вие што ги кажувате, затоа што гледаат дека повеќе се трудат, нели, некогаш тука игра и финансискиот дел, нели, нормално, заради тоа што цените се секако различни. Мојот генерален став околу тоа е поврзан горе-долу со тоа што го кажувате сите, а тоа е дека ако јас сакам да работам на некоја позиција во одредена компанија, треба да истражам што е тоа што е соодветно за мене и врз основа на тоа да го прилагодам, нели, мојот пристап. Не да аплицирам јас по секоја цена. Нормално дека кога си почетник во индустријата ќе аплицираш, нели, по секоја цена. Меѓутоа, од друга страна, конкретно мојот пример и претходно е ова Анита што го збори со невладини организации што сме волонтирале, кога сакаш да научиш, некогаш е добро и без пари да работиш, можеби, на почетокот, првите неколку месеци, ако тоа ти донесе искуство кое што после ќе ти помогне да се продадеш таму кај што сакаш. Така што не би рекла дека секогаш треба да се стремиме кон тоа да ја бараме идеалната работа од со ништата, затоа што и тоа може малку да ни ги помести перспективите. Значи, точно е дека секој сака, нели, да работи на идеално место кај што ќе може да има одмор, кога сака висока плата, да учи, да напредува и се тие работи. Меѓутоа, некогаш, нели, има скалила што треба да се искачат за да се стекне тоа ниво на искуство, за да дојде до ситуација кај што вие ќе ги бирате работните места, а не тие да ве бираат вас. Една работа само да додадам тука, што може ќе ви помогне на сите. Дури да не работите за фирма бесплатно, може да во маркетинг барем е многу лесно да се седнете и да се замислите, окей, оваа фирма ми се допаѓа, ќе земам, ќе направам неколку креативи за истата, ќе си направам портфолио не на работи кои што сум ги работила конкретно, туку на работи кои што би можела да ги сработам, доколку немате претходно портфолио. Океј, вакви, например, рекламчиња би можела да се пуштат, ваква би можела да изгледа веб страната и слично. Јас на самиот почеток, кога немав што да покажам, затоа што во копирајтинг е многу битно да имаш што да покажеш како пишуваш, си пишував некои работи за себе и ги праќав нив како примери и како примероци. Сега да речеме, мене е за разлика од Анита, ме нема никој прашано за CV, меѓутоа јас секогаш праќам моје портфолио со линкови до места или со скриншотови од работи што сум ги направила и слично. И моментот што Анита го спомна е секогаш доколку имате некакво искуство да извлечете што е можно најмногу тоа од аспект на тоа колку имам постигнато кликови, колку имам постигнато раст, колку имам ревењу од истото и слично. И тоа дефинитивно ќе ве издвои од сите останати кандидати тука, затоа што верувајте, многу луѓе се многу мрзливи кога станува збор за аплицирање. Праќаат CV и тоа е тоа. Океј. И едно исто CV на различни позиции. Да. Добро. Дечки, скоро е 7:30, се изназборавме. Кој би бил завршниот говор и што би им советувале на сите наши денешни околу 100 учесници плюс минус? Може да почнам? Имам Секако. Мислам дека Никола е таков као, не, сега пак е треба да китам. Не, ја имав една реченица само. Епа, таман ти ќе завршиш. Јас имам една работа што сакам да ја споделам, а тоа е дека во Македонија кога работите и растете и живеете и слично, и сакате да работите за странска компанија или за македонска компанија, прво, иако пазарот е различен, не е точно дека ако работите во Македонија не може да стекнете искуство, меѓутоа, доколку сакате да работите за странска компанија, не се потценувајте себе си. Една работа што ја правев јас на почетокот, самата се потценував себе си како копирајтер и многу често во моите пичес на луѓе кои што им пишував било каде што барав лидови, го почнува со I'm not native, but I am creative. Значи, никој мене не ме прашал дали јас зборувам англиски, дали ми е прв јазик или не. Јас веднаш се правдам дека не ми е прв јазик англиски, меѓутоа можам да ти донесам квалитетни резултати. И мислам дека тоа е едно нешто од кој што сите страдаме, а тоа е дека сме растени во Македонија, мислиме дека сме помалку вредни, а верувајте, работејќи со странски тимови, знам дека во една фирма има луѓе што се амбициозни и луѓе што не се амбициозни, луѓе што сакаат секој ден да учат и луѓе што не сакаат и стојат на исто ниво. Така што тоа што сте во Македонија не ве спречува да аплицирате било каде или да добиете работа било каде или да излезете на странски пазар ако имате фирма. Единствено што ве спречува е мајндсетот.
Тоа е Морам тоа. само Тоа да јас се надоврзам сакам на ова. Во склоп на ова што го кажеш, исто како што не треба да се подценуваат луѓето, не треба и да се преценуваат, односно Точно, треба да точно. се реални за себе Да. и да се свесни на кое ниво се нивните skills, односно нивните вештини во тоа што сакаат да го постигнат. Значи, ако јас знам дека многу сакам да го постигнам ова, дека сум амбициозна, дека ќе успеам, сум свесна дека ми треба можеби одредено време. Така да треба да има некој баланс, што викаш, не треба сам себе да се подценуваш и да се ставаш во дупка кога никој нели не те Петери подценува прасол, да, страна. да. Меѓутоа треба да си доволно само свесен да знаеш каде си добар, каде не си толку добар и каде треба да се усовршиш за да бидеш на тоа ниво ти лично каде што сакаш да бидеш или во таа компанија и слично. Точно е да си го најдеш својот ниш, затоа што Да. тоа многу недостига во Македонија, не се специализираат луѓето по една работа. Добро. Анита, никога ќе го ставиме за крај. Следната реченица. Последната Осетам реченица. притисок сега. Се согласувам со се ова што го кажа Верче, значи да не се повторуваме. Во однос на маркетинг во компании, ако сте на почеток, и ако можеби сте предприемачи, маркетери, дизајнери, што и да е, и ако сакате да направите валидација на пазарот, правете работи кои што не скалираат. Do things that don't scale. Имаше го читав пред малку на каналов, имаше еден дечко прашува како да стигнеме првите корисници. Оди на врата тропни им. Оди Сам на што? Буквално Сецна на нешто. врата. На врата тропни им, прашај ги, разговарај со нив, најди ги, сегде можеш да ги најдеш. Не ти е битно тебе да автоматизираш процес додека си мал. Ти можеш да одиш и да ги правиш тие работи. Ако веќе е поразвиена компанија или ако веќе е, не знам, 1-2 години на пазарот, следете ньюслетери, следете, Верче ги спомна подкастите, следете луѓе. Јас сакам тука да спомнам на Верче Колешки и Верче заедно од Когнизам. Јас редовно ги следам за контент на LinkedIn. И буквално, значи, од ден на ден јас учам од нив. И се надевам постовите ја што ги пишувам на LinkedIn користат на некои други маркетери. Исто како што е битно да гледаме што другите прават, но е битно и како маркетери да се подржуваме, затоа што имаме сите многу идеи, сите можеме многу да се споделиме и ги тестираме на пазар. Тоа е поентата на комјунити, точно. Секој да Да. учи од секој за да може сите да се развиваат во нели својата област. Да. Никола може да направиш майк дроп и да се гасиме. Ајде. Немам толку майк дроп, да се надоврзам на темата на чатот само. Ние инвеститорот за бас го добивме со тоа што го чекавме на паркинг да искочи од работа 2 дена и заврши да инвестира за нас. Така да лесно, полесно. Не мора да Ја би раскажеш кажал- ја причава, ајде, почекаме уште 5 минути. Абе не, нема многу причи. За малце ќе влезовме во Леван у Бугарија и од кога не се деси тоа, бевме како ќе земеме инвестиција како и да е, пошто ни треба за да се шириме у странство. И пошто нема инвеститори во Македонија, колку и да ви вртат филмови дека кој знае какви инвеститори имало, решиме да контактираме богати луѓе што се спремни да инвестираат и ги чекавме на паркинг. И по некој Може на време кратко да ни инвестираа. кажеш како се одвиваше муабетот, не мора деталите, вака е грубо. Со нив? Со да, луѓето на паркинг што сте ги нашле. Тоа Дренков поише. Ја бев срамежлив за тоа. Освен што го чекав Дренко само. Али тоа беше планот, она како компанија ни беше тоа планот. Така да и да ви треба инвестиција, не барајте по инвестиција по Македонија, по бизнес ангели и така натака, гледајте она. Све направите за да ја најдете. Тоа е моето од чатот. Советот мој е само да почнете да правите ствари. Као сега многу луѓе сакаат да зборат и да планираат и така натака, многу малку луѓе сакаат екшели да почнат. Има многу вадења за да не почнете. Дека сме од Македонија е најголемото очигледно. Најголемот. Али никако тоа не ве спречува да почнете. Така да се дека не почнете, нема други изговори. Супер, одлично. Дечки, фала ви многу за времето и на говорниците што споделивте valuable information, односно вредни информации за сите нас денес. Извежбавме малку да научиме македонски да се изразуваме. Горјан, фала ти тебе што се вклучи, Верче фала, Никола фала, Анита фала. Верувам дека секој од вас даде нели по еден дел од својот придонес да им помогнеме на луѓе во колку толку со совети, да ги мотивирате пред се, да им дадете нели ете корисни ресурси што може да ги искористат. Фала ви на сите учесници што останавте до крај. Јас се надевам дека беше ова вредно за вас, дека си поминавте супер, штом сме ви го задржале вниманието саат и пол, мислам дека беше окей.
Ако имате некои плюс прашања што сакате да ги прашате говорниците, мислам дека може да ги контактирате на LinkedIn, на social media, било каде, ете Никола го сподели, мислам дека и неговиот мејл. Така да, фала ви. Мене ова ме мотивираше малку повеќе да продолжиме да работиме на вакви теми и да споделуваме што повеќе корисни информации со заедницата. Следен пат, еве, предложете вие кога сакате. Нека биде само пред крај на април, зашто после ќе морам пауза да направам месец-два. Али тимот е тука, ќе се организираме. Така да тоа е тоа, имајте убава вечер. И Само уште една идеја да додадам. Ајде. За тимот на Галекција, зашто се спомна неколку алатки, ако може да отворите Google Doc каде што ќе бидат напишани овие алатки да се испратат на честни. That's already in progress actually. Одлично. Значи го пишав Да. пред пола саат на Slack. Али гутко, фала ти. Ајде таму ќе споделиме некои веб страни и Да. луѓе на LinkedIn да Ние видат. имаме Да. комјунити Галекција, која што е сега се уште е затворено за нашите учесници, ама планираме кога ќе го развиеме доволно да го отвориме и за пошироката јавност. И морам да ја пофалам Верче јавно за нејзиниот придонес во последниве 2 недели, пошто се уби од Секој ден им постирам, секој ден им постирам. Мислам дека ја уважаваат сите, пошто им споделува корисни информации. Така да, фала ви уште еднаш, дечки, на сите, убава вечер и се слушаме за се што треба. Поздрав, чао, чао. Чао на сите, фала. Чао, чао.